Благодарам. Ако пробам да комуницирам како што тоа го прави премиерот, тогаш ќе кажам дека замениците министри за здравство се менуваат само Филипче 100. Во 2,5 годишниот мандат на оваа реформска влада го имаме третиот поред заменик министер за здравство, кој ќе се обиде да раководи со ова министерство заедно со Венко Филипче, кој стабилно стои на оваа позиција и нема никакви најави ниту шанси да биде сменет. Оставката на Асим Муса беше силно поздравена и од неговите сопартици, како и од самиот министер Филипче. Дали ќе има одговорност и дали ќе се оформи предмет во јавното обвинителство, останува да видиме после изјавата на службата за односи со јавноста во јавното обвинителство, според која Муса ќе бил повикан да даде исказ. Сведоци бевме како Асим Муса и после неговата објава дека се повлекува од функцијата заменик министер, присуствуваше на настан во Струга заедно со Филипче и промовираа компјутерска томографија во Струшката болница. Ова е уште еден обид на владата да ги дефокусира граѓаните од реалните проблеми кои ги имаме, а за кои се насушно потребни промени во здравството. Тоа што Асим Муса беше фатен во коруптивен скандал, ни малку не ја намалува одговорноста на самиот министер. Во секоја европска држава, каде министер склучува договори во 4 очи со фирми кои се регистрираат кратко време пред тие договори, каде министер договара тендери меѓу ќерка и татко, каде министер не ги реализира ветените проекти, истиот тој министер треба да си поднесе неповиклива оставка или треба да биде разрешен од премиерот. Само во Република Македонија ваквите скандали остануваат неказнети, а министерот кој е одговорен за истите останува на истата позиција и продолжува со криминалното и неодговорно работење. Дали новиот заменик министер за здравство, кој е специјализант по урологија, кој од познавање на странски јазици ги наведува македонскиот, заедно со англискиот и српскиот, и кој за лични способности и познавање на компјутери навел дека знае Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint и интернет, ќе може да се справи со хаосот во здравството и да му помогне на Филипче во раководењето на овој и тоа како важен ресор, останува да видиме во наредните 5 месеци колку што преостануваат за функционирање на овој ресор под раководството на владеачката коалиција. Дали за преостанатите 5 месеци Армент Арслани и Венко Филипче ќе ги реализираат сите ветени, а не реализирани проекти од предизборната програма во 2016 година, а ги имаше многу и доста од нив беа преамбициозни и нереални. Ќе ги споменам поважните од нив. Целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. Покачување на основната плата на сите здравствени работници за 15% во првите 6 месеци. На крајот од мандатот истите ќе бидат двојно зголемени. Секоја година зголемување на основната плата на докторите специјалисти во терциерното здравство за до 2020 година истата изнесува повеќе од 100.000 денари, односно 1.600 евра. Надградување на системот Мој термин, формирање фонд за финансирање на лекување во странство за деца до 18 години, кој итно ќе ги носи одлуките и без политички и министерски притисоци. Проширување на позитивната листа на лекови барем еднаш годишно. Бесплатна специјализација за најдобрите 10 студенти во секоја генерација. Воведување систем за наградување на лекарите. Враќање на единствениот универзитетски клинички центар со укинување на економските директори и управните одбори. Покачување на капитациониот бод за матичните доктори, гинеколози и стоматолози на 90, односно 70 денари. Во изминативе 2,5 години во здравството ни се случува колапс на секое поле. Здравствените работници и пациентите се крајне незадоволни и девалвирани од страна на ова раководство, па затоа секојдневно се случуваат инциденти по болниците за кои самиот министер излезе да протестира, наместо да превземе нешто конкретно, односно да почне да ги подобрува условите за работа на здравствениот персонал, а со тоа и условите за услуги кон пациентите. Системот Мој термин е во многу полоша состојба од онаа во која го наследивте од претходната влада,
а е далеку од тоа да биде надграден и усовршен. Пациенти се принудени по неколку пати да доаѓаат на прегледи и истите да им бидат одложувани. Тука станува збор и за итни операции и интервенции кои немаат простор за никакви одложувања. Да не споменувам дека овие одложувања не само што ги чинат пациентите нерви и здравје, туку ги чинат и пари. Бесплатното болничко лекување за сите пациенти останува уште едно нереално ветување. За условите кои ги имаме во нашите болници, добро би било државата да се потруди дополнително да им плаќа на сите пациенти кои ќе бидат приморани да ги користат, а не се уште да им наплатува и да им ветува некакво си невозможно за реализација бесплатно болничко лекување за сите. Платите на здравствените работници според вашиот план за живот веќе требаа да бидат двојно зголемени, а не сега во предизборната трка за глас повеќе да им нудите покачување од 25, 15 и 10%. Ова е понуда за задоволување со трошки, а не понуда која ја ветивте и која реално сите здравствени работници ја заслужуваат. Тука морам да го споменам и капитациониот бод кој наместо да биде 90 и 70 денари, вие сега го зголемивте на 63 и 48 денари. Морам да ги споменам и стоматолозите специјалисти кои крајно ги изневеривте и заборавивте, а им ветувавте многу. Понудата земи или остави е вашиот стил на работа и управување со ресорот здравство, за кој велевте дека сте го превзеле во кома. За изминативе 2,5 години вие здравството го ставивте на апарати, здравството е пред умирање со вас и вашите здравствени политики. Затоа ќе повторам дека денешниот предлог за нов заменик министер за здравство апсолутно ништо нема да смени. Престојат уште 5 месеци во кои здравството, предводено од Филипче, ќе продолжи да умира. Прашање на време е кога смртта и официјално ќе биде соопштена. Лагите дека ќе се гради нов клинички центар ќе останат запаметени како најголемото достигнување на оваа власт. Ниту е на повидок нов клинички центар, ниту стариот се чува и одржува. Оваа власт и ова министерство не успеа една катна гаража да изгради во кругот на постоечкиот клинички центар, а не пак да изгради нов. Се што затекнавте го доупропастивте, а за ново немате капацитет. Интерес ви се само тендерите и процентите за лична добивка од нив. Тендерот кој најмногу ја затресе македонската јавност е овој најновиот за хеликоптерски услуги во итната помош во износ од 72 милиони евра. Тоа е онаа иста итна медицинска помош која вие најавивте дека ќе ја приватизирате. Навистина не знам дали имате увид што се ветивте, а што се не реализиравте или избегавте од ветеното. Тендерот за лабораториски реагенси во износ од 35 милиони евра или оној за централизирана стерилизација во износ од 13,7 милиони евра. Тендерот за вакцини во вредност од 10 милиони евра или доделените 400.000 евра за веледрогеријата Доктор Пановски без тендер или наплатата на поединец за учество во кампањата за Европска Македонија се износи кои многу брзо ќе ја решеа лошата состојба во здравството, износи кои многу подобро ќе беше да се искористат за покачување на платите на докторите од 100.000 денари, износи кои многу брзо ќе го решеа проблемот со стоматолозите специјалисти, износи кои многу брзо ќе го покачеа капитациониот бод на 70 и 90 денари, износи кои ќе реновираа многу здравствени установи ширум Македонија и износи кои експресно ќе го решеа проблемот со паркирањето во кругот на постоечкиот клинички центар. Новиот заменик министер нека седне до Филипче и деноночно нека го подсетува на се што вети, а не исполни. Имаат уште 5 месеци за работа. Приоритет нека им биде ветениот нов закон за здравствена заштита, а не законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанции. Приоритет нека им бидат докторите и здравствените работници, пациентите и нивните реални проблеми. Тендерите нека ги заборават и нека се сетат на Хипократовата заклетва и на планот за живот. Наместо итни вработувања со наместени огласи, нека има итни реформи за здравството кое е во изумирање. Ви благодарам. Ви благодарам.